Денес е светскиот меѓународен ден на метеоролозите и овој пат ние, како главна метеоролошка станица Берово, ја имавме честа да бидеме домаќини на тоа чествување, така да колегите од цела Македонија се тука присутни и денешниот ден ќе го поминеме во чествување на празникот. Иначе, како што е општо познато, дека во последно време многу се зборува за климата, климатските промени, кои се тренд секаде во светот. Од тука важењето и значењето на метеоролошките станици, кои се пак фундамент, односно основа за градење на некакви искуства, за добивање на некакви податоци, се неопходен, односно нужен дел во целата таа работа, така да значајот и важноста на метеоролошко-климатолошките наблюдувања секако се од огромно значење. Значи, наблюдување и пратење на времето и временските состојби, тоа е основната цел на секоја метеоролошка станица секаде во светот и како што е познато, значи системот на кој функционира нашата управа за хидрометеоролошки работи е фактички стандардизиран и се однесува на сите метеоролошки станици во светот. Значи се онаа што ние го имаме тука како опсек и програма за работа, фактички го има насекаде и имаме стандардизиран клjuč по кој работиме и се разбираме на некакво генерално ниво. Она што е значено за Малешевијата и секако нема потреба да го потенцирам е токму препознатливоста по минималните температури кои се одлика за Берово и за Малешевијата заради специфичната котлина во која се наоѓаме, така да значи на некој начин Берово и метеоролошката станица представуваат одреден бренд токму и за самиот град. Метеоролошката станица во Берово работи повеќе од 70 години и токму по прогнозите кои што ги дава, Берово е препознатлива и пристапна на медиумските простори, уште е многу подобро. Давајќи ги резултатите за климат и температурата, метеоролошката станица е институција која влијае на туристичката понуда и е значаен сегмент од системот за заштита на човечките живот и имот, од природните непогоди поврзани со времето, климата и водите, за зачувување на животната средина и за придонес кон одржлив развој. Во последните неколку години многу работи се променија со промената на климата и придонесоа кон генерални промени со длабоко влијание врз целокупните промени во животната средина и заедницата воопшто. Како локална самоуправа преземаме се што е во наша надлежност за заштита на животната средина и придонес кон одржлив развој. А нашите метеоролози се наши сериозни партнери во обезбедување на метеоролошките услуги. На сите вам, на сите метеоролози, ви го честитам денот на метеорологијата и го посакувам пред се добро здравје, топло добре дојде во Берово и многу успех во извршувањето на вашите секојдневни работни задачи. И благодарам. Живееме на меѓусебно поврзана планета. Делиме една земја со една атмосфера и еден океан. А нашето време и клима, како и водниот циклус, не познаваат национални или политички граници. Во денешниот светски ден на метеорологијата се одржува за време на 150 годишнината на Светската метеоролошка организација и ги истакнува минатите достигнувања, сегашниот напредок и идниот потенцијал на метеоролошките сервиси. Темата и иднината на времето, климата и водата низ генерациите и по тој повод се потсетуваме на историјатот на метеоролошката дейност во нашата држава, сегашните активности и предизвиците кои не очекуваат дуѓе. Во Македонија првите метеоролошки мерења и наблюдувања се вршени уште во 19-тиот век во периодот од 1891 до 1899 година во Скопје од страна на чиновниците од австрискиот конзулат. А по катастрофалните поплави од 1922 година Генералната дирекција за води во 1923 година формира мрежа на 25 дождомерни станици. Истински развој хидрометеоролошката дејност доживува по донесувањето на уредбата на председателството на владата на Народна република Македонија на 1 август 1947 година за формирање на хидрометеоролошки служби. Во годините што следат се формираат голем број метеоролошки и хидролошки станици од различна категорија, а од 1971 до 1976 били изградени 4 противградни полигони кои подоцна биле опремени со радарски инструменти. Последните декади од 20 век во светот беа обележани со низа катастрофални временски настани, а климатските промени се најдоа на централно место во 1970-тите и 80-тите како резултат на загриженоста дека зголемувањето на стакленичките гасови што се емитуваат во атмосферата од човечките активности ќе доведе до големи промени во климат.
Македонија исто така не беше поштедена од временски непогоди. Недостиг на врнежи од 1984 до 1994 беше причина за катастрофална суша. Поројните врнежи и поплавите во Скопската котлина во 2016 однесот 21 живот, а честите летни невремења со град предизвикуваат големи штети во земјоделието. Исто така, честите шумски пожари заради високите летни температури носат огромни економски загуби, деградација на животната средина, впрочем како во Малешевскиот регион пред неколку години. Напоредно, со стекнувањето со статусот на независна држава, особено со членството во Светската метеоролошка организација во 1993 година, Управата за хидрометеоролошки работи ги започна првите чекори кон автоматизација на наблюдувањата и следејќи во технолошкиот напредок во информатиката и телекомуникациите го усвои новиот начин за размена на податоци во меѓународните програми на Светското метеоролошко бдење. Во последните години во управата интензивно се работеше на модернизација на класичните методи на мерење и инсталација на автоматски метеоролошки станици. Денес управата располага со над 60 автоматски метеоролошки станици, над 40 автоматски хидроложки станици и секоја година се врши модернизација на постојните радарски системи. УХМР денес изработува безпрекорни прогнози, предупредувања во соработка со престижните светски и европски метеоцентри, како на пример Европскиот центар за среднорочна прогноза од Велика Британија, и ги доставува не само до јавноста, туку и до бројни институции за понатамошно постапување, како Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството и така натаму. Со учество во Европската програма на EUMETNET Метеоаларм, УХМР на едноставен начин известува за можни екстремни временски непогоди, а со проектот за целосна оперализација на националниот систем за рано предупредување од природни катастрофи Мултихазард е дел од регионалниот систем на Југоисточна Европа и глобалниот систем за предупредување од природни катастрофи на Светската метеоролошка организација. Како регион, кој е исклучително често погоден од олувно невреме, последено со појава на град, Управата за хидрометеоролошки работи не само што обезбедува навремени предупредувања, туку и учествува во експериментална програма за заштита од град, применувајќи најсовремена метода на авионско засилување на облаците. Одделот на хидроложките активности покрај континуираното следење на нивоата и квалитетот на водите и развојот на современите методи за прогноза и најава на поплави, управата учествува во неколку меѓународни проекти, како проектот Базен на реката Дрим, Баско проектот ги кажат, а наскоро се планира и почеток на проектот за истражување состојбата со подземните води. Последните години управата се соочуваше со сериозни предизвици, здравствена, а потоа и енергетска криза, но и со најсериозниот недостаток на човечки капацитети. И покрај тоа, визијата и стратешката отпредува на управата се да обезбедува продукти и услуги кои не се само од национално значење, туку се глобални стремежи на метеоролошките служби во целиот свет, предводени од Светската метеоролошка организација. Затоа, управата за хидрометеоролошки работи сите се ги насочи кон унапредување на сопствените човечки и технички капацитети, како и соработка со научната заедница и меѓународните метеоролошки служби и организации. Од наредните децени во фокусот ќе бидат истражувањата за обемот и темпото на промените во нашето време и клима и во нашиот воден циклус, кои се надеваме ќе помогнат да станеме поотпорни и навремено да се прилагодиме. Има основа за надеж. Сите генерации се обединуваат за предизвикот на климатските промени, а младите се во преден план на климатската акција. Нашата денешна акција ќе обликува еднината на планетата. Нека ни е чести 23 март, Светскиот ден на метеорологијата, 22 март, Меѓународниот ден на водите.